Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, во вчерашното евангелско четиво слушнавме како Христос, вистинскиот Бог и вистинскиот човек, две природи во една личност, ја покажа својата сила и власт над се што постои, над се што е создадено, бидејќи се што е создадено и се што постои е дело на неговите богочовечки раце, Духом Святим. И затоа тој има власт над природата на светот и над природата на човекот. И тоа го знае и сака да го слуша својот Создател, својот Творец. Оној што има, што е Господар на животот, тој има власт и над смртта. Особено затоа што смртта не е создадена од рацете Господни. Таа е резултат на злото, кој што исто така нема своја природа, бидејќи не е од Бога создадено. Да заклучиме, реално постои само тоа што е од Бога создадено. Тоа што е од Бога создадено има свое битие, своја природа, свое постоење, своја суштина. И се она што од Бога не е создадено е резултат на човечката мечта, вели свети Атанаси Велики. Во големата лабораторија на човечкиот ум се смислуваат непостоечки нешта кога човекот ќе се препушти на фантазијата, на мечтата. Но сепак злото го има и ние страдаме. Кога ќе поверувате во нешто што го нема, последиците од таа вера во ништото се реални, браќи и сестри. Реално, ние сето тоа, секој од нас има своје лично искуство и знае дека е така. Христос, да се вратим на денешното евангелско четиво, имајќи власт над сета твар, над сета вселена, над сите космоси, галактички простори и над природата, на се што дише, на се што живее, на се што постои, особено на човекот. И заповеда на смртта, од која што беше смртно ранет и убиен Лазар, 4-дневен од Витанија, родениот брат на Марта и Марија. При повикот Лазар да излезе од гробот, тој послушно тоа го направи, а смртта се повлече. И таа го чу, ја чу заповедта Христова и се повлече. Сето тоа, браќи и сестри, се случи доприлично шумно, јавно, гласно и на ниво на емпирија, материјална емпирија, а тоа значи на ниво на се што е допирливо и познатливо за човекот со голо око и со допир на рака. Заедно со Марта и Марија на гробот од Лазара доаѓа многу евреи. И самите Лазар, Марта и Марија по тело, по крв се евреи. Доаѓале за да ги утешат двете сестри, да покажат љубов, солидарност во деновите кога тие страдале зарад смртта на нивниот биолошки брат.
и стана сведоци на чудото од победата на животот над смрт. И тоа брзо се разгласи, браќи и сестри, секаде. И понекогаш дури евангелистот се прашува дали луѓето повеќе сакаат да го видат Христос или од Христа воскреснатиот Лазар. Ем за Христос, ем за Лазара се собираше огромен народ. И тоа особено се случи од денот кога Христос реши да влезе во свештениот град Ерусалим. И тој тоа го направи на начин соблазнителен за еврејскиот народ. Поради што еврејскиот народ до ден денешен не може тоа на Христос да му го прости и зарад тоа да го признае дека е очекуваниот Месија од Стариот Завет. Кој е гревот на Христос за евреите? Тоа што дојде како последен сиромах, а не како најмокен цар. Ова второво го очекуваат тие. Но Господарот на животот и на светов дојде така што јаваше магарче, на магарче качен. Зарад чудата што Христос ги направи, народот веќе знаеше дека се работи за голем пророк и за нешто многу повеќе од тоа, но тие не знаеа тоа точно, интелектуално да го формулираат. Кој е точно Христос? Но беше голема провокација за нив. Сака да го видат. Кој и да е, каков и да е, да се види Христос. И бидејќи чудата беа фасцинантни, се разбира, тие сака победителот на смртта, а тоа е победата на смртта, беше незамислива за религиозните системи до христијанството, до Христа Господ. Најголемите философи на Стариот век од Запад, од средниот дел на светот, од далечниот Исток, умира победени од смртта. Таа рана што силото на смртта им ја нанесуваше, им ја одземаше смислата на животот. Со таа неисцелена тага умре Буда, со истата умре Сократ, Платон, Аристотел. Бара лек против смртта, но не го наоѓа. Сепак насетува по силата на интуицијата дека ја има и дека треба да дојде или да се открие. И се што напиша во таа смисла за човештвото до Христа е неверојатно корисно, бидејќи се зема како еден вид педагошка постапка за Христа. Свети Климент Александрийски, например, така ги доживува големите антички философи. Воопшто, паганската грчка философија за него е педагог за Христа. А за евреите тоа што е грчката философија е Стариот Завет. Значи целото човештво го чекаше Христа. И тој дојде. Ама за евреите на соблазнителен начин. Не беше тој што требаше да го покори целиот свет и да им го стави во рака. Но привлегувањето Христово во Ерусалим, сите граѓани на свештениот град излегва. Излегва со палмови гранчиња во рака. Како што доаѓаше Христос, јавајќи го ослето, тие ги фрлаа своите алишта за преку нив да помине Христос,
и го постила патот по кој што поминуваше со палмови гранки. Ние денеска добивме палмови гранчиња од Ерусалим. И тоа му го должиме на нашиот брат Драги од Битол. Ама нема да има за сите. Мораме прво да ги израдуваме нашите деца. А потоа што ќе остане, ќе го разделиме. Кога влегуваше Христос во Ерусалим, громогласно сите вика. Така пишуваше во денешното Евангелие прочитано. Вика, не зборува или кажува. Вика на сиот глас. Благословен е оној кој што доаѓа во името Господње, Царот Израил. Осана во виши. Осана, алилуја. Се зборови тешко преведливи, еврејски зборови. Но претешко е да ги преведите, бидејќи се однесуваат на еден свет до кој што ние со голем труд и со влог на целиот живот треба да стигне. Но, како икони, поимски икони, не приведува кон тој свет и ние повторно ќе речам по силата на Светиот Дух и светодуховската интуиција го насетуваме нивното вистинско значење. И Христос влезе во свештениот град, портите се затворија. А што потоа ќе се случува? Ќе следиме по секој ден од денеска натаму. Во вторник, браќи и сестри, се сложи. Јас го славим големиот празник, Благовештение. Еве тој годинава паѓа во Страстната седмица. Поради што ќе имаме света литургија, Златоустова литургија. Во тој ден, иако масло не се јаде, Светата Црква Божја благословува храна подготвена на масло, но не и риба. Да беше надвор од Страстната седмица, ќе можете како денеска да употребиме на трапезите наши рисјански и риба. Но во вторник не, тоа не ќе. Ќе се потоа, дали можам да продолжам да знаеме што не чека во следнава недела. Значи во вторник имаме литургија во чест на Благовештение. Во четврток имаме Василиева литургија предпладне, а попладне ги читаме 12 Евангелија. Попладневните служби ќе почуваат како и секогаш во 18 часа. А велики четврток практично ќе бидеме цел ден сите заедно во црква. Ќе си го славиме Христа, Господ. Цел ден. Во петокот, пред пладнето, нема да имаме литургиска активност, но по пладнето ќе се случи погребението Христово, пеењето на трите погребни статии, напишани од големиот византиски поет и светител Јован Дамаски. Во саботата пак, пред пладнето, ќе служиме Василиева литургија, прекрасна богослужба, ретка богослужба. Воскресението Христово почува во сабота, практично, бидејќи во тој ден Христос се зимна во адот, им се откри на народите што живееа пред него или до него, во очекување да го познаат вистинскиот Творец и Спасител на светот и на живот. И тој нив ќе им се открие, онака како што нам ни се откри на Божич, раѓајќи се во вертепот Витлеемски. И така, значи ќе го видат
во плотениот, но воскреснатиот Христос во Адам. Ке го виде неутешениот Буда, ке го виде Сократ и сите кралеви и цареви славни од историјата на Стариот век и ке го прегрнат како свој спасител. Единствен човек кој што се доведува во прашање, чие спасение се доведува во прашање, е Јуда, бидејќи беше еден од 12-те, од самиот Христос избран. И сосема свесно, сосема намерно го предаде на смрт својот равуни, својот учител, својот спасен. И така, то се сега цели теологии за кои што би можеле многу да разговарам, јас само ве подсетувам малку што не чека во овој ден. Во крената богослужба се читат многу паримеи, апостол Евангелие и бидејќи се сведочи воскресението Христово, во овој храм ќе расфрламе многу листови од дафину, од ложбер, од ловоров лист, дафин. Па сите вие што имате дома дафина, да ни донесите деновиве тука да собериме малку по. И потоа утредента за треба да зборува. Вели. Нешто пред полноќ да сите на ова светло. Господа бе благослови за секое добро дело.